Еве сме повторно назад во студиото после краткиот блок на реклами, почитувани гледачи. Добре дојдовте, имаме навистина одличен разговор со две прекрасни дами и со господинот Орце, кој што одамна не ни бил. Орце, се надевам дека се е во ред. Еве сопругата ве поздрави на социјалните мрежи. Благодарам. Ми пишува, вика, што не го прашаш, вика за мене, само за војската збори. Па не за војската, тако е насочено прашањето и Да. Секако да се ја поздравиме, драгче. Малку повеќе за во тој контекст, инаку прашите ме што сакате. Така е. Знам дека сте отворени за разговор мислам за било какви прашања. Меѓутоа јас би сакала да позбориме малце со Кате. Јога инструктор, зборувавме за тоа дека некако и помладите нели се понасочени за тоа како јогата помага на секој човек нели да се го најде оној мир, она поврзување кој што денеска мислам дека е малку потешко, нели зборуваме за различни времиња, некако еве и од моето искуство што знам луѓето околу мене што кажуваат дека најтешко е да го смириш умот. Меѓутоа верувам дека тоа се вежба како и се во животот што може да се стекне. Дали Кате имаш чувство дека денеска младите некако брзо се откажуваат или пак од тоа што можеби сакаат брзи резултати, јогата го покажува токму спротивното, нели не може ништо од одма. Кажи ми како ти се навлече, ако можам така да кажам, на јога и кои се бенефициите кои што тебе лично ти ги донеси, си рече тоа е тоа сакам да го правам јас, нели се не можам да кажам до крајот на животот, но меѓутоа колку што е можно подолго. Па како се навлеков, еве го најголемиот виновник, да речам. Како што нејзината сестра водилка, ќе кажам, мена мајка ми била водилка во тој пат и некако многу суптилно ме насочуваше, не беше она дојди на јога со мене. И кога јас на 23 години почнав, сега, значи пред колку години му доаѓа тоа и повеќе од 20 и нешто години, кај во јогата има веднаш ефект. Значи, на истиот тој час ќе го почувствуваш ефектот од благодетите што таа ги нуди. И откако почнав, јас не престанав од тогаш да практикувам јога. Ме праша како... Кои се лично бенефициите кои што вие ги почувствувавте за да знаете дека тоа е тоа што сакате да го правите? Бенефиции има многу, значи што од физички план па до ментален, до самата трансформација на мојата личност. Кога се работи нешто во тишина и кога си свесен, односно мораш да бидеш во сегашниот момент, почнуваш да себе истражуваш. И почнеш да ги истражуваш нештата кои што тебе ти се, можеби ти биле пречки за да оствариш некоја цел, можеби откриваш кај тебе работи кои што си ги купил од твоите родители, меѓутоа не ти користат во ова време. И почнуваш тоа да го освестуваш, откако ќе се освести, значи тогаш можеш да го промениш. Ако не во свесниот дел на умот, ако не стигне, несвесноста ќе те води таму каде што можеби нема да биде за тебе практично. Затоа и луѓето велат, нели, погледни во себе, ти ги имаш сите одговори на сите прашања. Ние секогаш посегнуваме кон надвор, некој друг да ни ги реши проблемите. Точно, така е, да. Јас дури психотерапија завршив, мислам, како школа, и пак ќе дојдам до тоа, никој психотерапевт не може тебе да ти го реши проблемот, ти меѓутоа ќе те насочи да си го видиш кај себе проблемот кој што тој не може да го знае, можам да го знам и јас, и одговорите сите од мене да дојдат. И јас се обидувам и во моите часови да поттикнам такво некое себе истражување кај моите практиканти, малку да чепнам подлабоко со некои суптилни инструкции, да речем, во текот на часот, додека го водам, и да почнат луѓето повеќе да се запознаваат себе си, затоа што откако ќе се запознаат добро, се повеќе како се запознаваат, ќе бидат подобри за себе и за сите останати. И така, ќе речам, таа трансформација не беше преку ноќ, точно дека си бидејќи промените во личноста не се случуваат преку ноќ. Меѓутоа, после известен период кога ќе се свртиш назад, ќе видиш, јас не реагирав порано така, јас реагирав на поинаков начин. Побурен може би начин. Да, сега веќе и си го сакаат тоа. Кај некои се откажуваат, не знам, секој од различни причини, меѓутоа јас имам веќе една база на, да речеме, практиканти кои што
ова им е спасот во текот на денот. Ова им е, и тоа ми го пишуваат постојано. Аха. Ти си ми мојот спас, или не знам сега да не се фалам, меѓутоа тоа е, јас не сум јас таа која што сум им спасот, но Тие си се всушност. јогата како те носи, значи целиот тој час, и тоа има една оаза во текот на денот, каде што стресен е начинот на живот и мирот што се го наоѓаат тука, за потоа понекако ведро да ги гледаат работите и повеќе работи да си и мене најмногу ме радува трансформацијата што се случува во, мислам, преку часовите, преку таа лична трансформација, и тоа постојано ми го кажува: ти трансформираш, викам, не сум јас, меѓутоа добро, еве, јас можеби Добро сум водиш. водачот на таа ваша лична трансформација, што ми ја прави работата навистина одговорна, и токму на тоа најмногу инсистирам во обуките што јас ги држам за учители по јога. Не е само да покажеш вежба, туку навистина треба да знаеш како да ги почитуваш луѓето што се пред тебе, да им помогнеш да дојдат до тој мир, до таа лична трансформација, и да бидат, односно јас како учител и учителите што јас ги, да речеме, ги обучувам да бидат човечни. Така е. И навистина да сакаат од срца да ја водат ова, мислам, да речам, професија или работа, да бидат од срце да прават, од љубов, како што јас тоа го правам. Да, јас се согласувам со вас дека навистина мислам дека треба да работиме ние малку повеќе на свесност така и луѓето, затоа што мислам дека на луѓето некако и многу клише им звучат сета, ајде да работиме на свесноста, работа на себе, некако можеби затоа што ги слушаат премногу, меѓутоа резултатите кога ќе почнеш да чепкаш, што викаме, малце подлабоко во себе, и кога ќе сватиш дека всушност ние сме проблемот, да речеме, на нештата, и како да се помогнеме самите на себе си, ние стануваме подобри луѓе за себе, но и за околината. И ако повеќето го прават тоа, ќе стане и соседството, селото, градот, општината, државата. Многу љубов во целиот свет. Да, и ние колективно глобално можеме да се смениме. Апсолутно е тоа така, да. Да. Би сакала еве и господјата Цветанка да ја прашам, затоа што вие кажавте да, можеби сега си имате некои хобиња од млади кои што сега си ги повторно враќате назад. Меѓутоа, вие водите доста активен живот, кој што нешто, сега нема да кажеме необично, меѓутоа за повозрасните луѓе во Македонија, нели, знаеме од искуство, болештини, болници, чекам мој термин, гледам серии на телевизија, некако сите се научени да се жалат. Сега не би сакала да генерализирам, еве да кажеме повеќето нормално дека не сите, има различни луѓе, тама работа, меѓутоа вие отскокнувате од тој шаблонете, да кажеме, еве како што и господинот Орце, некако не сте лик кој што сега еве наполнив не знам колку и колку години, или сум пензионерка и сега ќе седнам дома, дајлинското нели во рака, и јас само тоа ќе правам по цели денови. Туку напротив, водите доста активен живот. Слушнав и прочитав дека слушате подкасти, нешто кое што не знам колку е вообичаено за повозрасните луѓе. Меѓутоа гледам дека тоа сепак ве одржува во живот и на вас тоа ви годи. Па ако веќе е прашање, ја би сакала накратко да го опишам каков е мојот ден. Па сега, уште при отварањето на очите во постела, има всушност кој што последниве години како принцип го научив, а тоа е следниот и го практикувам. Вика, прво треба да направите нешто за Бог или со Бог, потоа треба да направите нешто за себе, а потоа за другите. Так. Што е тоа сега? Значи, прво, значи, уште сум во кревет и ги отварам очите, а можеби и не сум ги отворила, да ви кажам, го почнувам денот со благодарности на Господ. Затоа сакав да кажам дека јогата не го негира Господ и постоењето на христијанството и на црквата и така натаму. Туку само ги соединува знаењата и мудростите од истокот и од нашето поднебие. Так. Што значи благодарност? И благодарам Боже што се разбудив, затоа што
источната филозофија вика дека секое заспивање е умирање, да не ме разберат погрешно, а секое будење е почнување нов живот. Ти благодарам Боже што се разбудив. Ти благодарам за сето она што си ми го пружил до сега во овој мој 75 годишен живот. Што ти благодарам за здравјето, ти благодарам за овој топол дом, за оваа топлина во домот што имам. Ти благодарам за семејството, за фамилијата, за децата и така натаму. И следното нешто што го правам, повторно е тоа некоја комуникација со Бог, меѓутоа преуѓам на комуникацијата со планетата Земја, што во овој период е многу важно да го знаеме и да го правиме. Поврзување со нашата планета Земја. Ние сме физички составен дел на земјата, како што се и животните, и растенијата, и бубачките, и камењите, и планините, и луѓето се составен дел на планетата Земја, како жители тука. Тоа поврзување го правам секој дневно. Ти благодарам, мајчичке Земјо, што си ми ја пружала твојата безусловна љубов во текот на целиот мој живот. Така. Ќе ги спомнам и минатите животи без разлика на тоа дали луѓето се согласуваат со инкарнации, реинкарнации и така натаму. Ти благодарам и те сакам. И знаете кога ќе ги изговорам тие зборови, како да се полнам со некоја толку многу убава енергија, јас се полнам од планетата Земја, а се заблагодарувам и кажувам дека ја сакам. Тоа е нашата мајка. Но имаме и татко, таткото Сонце. Па му се заблагодарувам и на таткото Сонце. Па ги спојувам тие две енергии во средината, во центарот на нашето постоење, во срцето. И знаете, кога ќе се спојат тие мајчинска и татковска енергија, и таа зрачи со љубов, радост, И после цел ден ви е исполнет нормално. И тоа е веќе проекција за целиот ден. Так. Сега, има уште нешто што треба да направам за себе. Тоа што е? Тоа се вежбите што си ги почувам во креветот, што реков, скратени вежби. Прво со прстињата, со стопалата, со подколениците, со колената, со вртење на нозите, затоа што како одат годините, луѓето забораваат дека, а тоа ќе го спомнам и мојот сопруг попосле, ако ти се здрави нозете и ако можеш да се движиш, можеш да отидеш физички секаде. Така. Со умот може секаде, меѓутоа движењето е многу битен дел од животот и на младите, меѓутоа младите знаат дека доаѓа време кога може и да се рехабилитираат. И затоа вежбите во кревет, станувам вежби исправени и веќе проциркулирала крвта од онаа кога спиеме, нели малку побавно се движи, се раздвижила лимфата, се раздвижила енергијата. И после тоа доаѓа работа за сите. Се што правиме всушност ние, се што правиме, секој разговор, секоја комуникација, секоја домашна обврска, професионална обврска, тоа е работа за сите. Так. И сега ќе на господинот Орци ќе му кажам дека и јас имам сопруг кој што ме чека со преубаво направено кафе и тој утрински ритуал со јас си го викам момче, веќе подолги години, така. кога зборувам за него, јас викам моето момче. Браво! И дури ми вика, многу убаво звучи, вика така, кога го кажуваш. Па, за мене е момче. Така, Јас така. него сум го запознала кога сум имала 16 години. Браво! И И од се- тогаш сте заедно до Од ден ден? тогаш сме заедно. Бев девојка која што испрати момче во војска и се врати. Па си дојде бракот, па си дојдоа две прекрасни деца на овој свет и како да не бидам благодарна. Така е. Здравието не служело сосема добро и тоа што се појавило сме го надминале и така да утринскиот ритуал со моето момче е мислам прекрасен До утрото стигна. Да, морам да верувам дека имате доста активности во текот на денот, госпоѓа Светанка. Јас знам дека една емисија нас не собира за овие работи. Продолжуваат другите Другите активности. обврските во кујната, времето на одмор со ова. И ако дозволува времето, сакам да ги кажам и попладневните, не секој ден, меѓутоа си имам една многу убава група на пријателки, со кои што сме се сретнале кога се сретнавме со учењето на Григори Грабовој,
од 2016 година наваму, нема да зборувам за тоа, меѓутоа Супер. И тоа сме ве одржува во живот. пријателки кои што дојдоа и со претходни знаења од полето на духовноста и сега разговорите со нив, разменување искуства, прави да биде животот уште побогат и уште по... Да, многу ми е драго што е тоа така. Господине Орце, би сакала од режијата да замолам фотографии да споделиме. Кажавте дека работите од господинот Орце. Дека работите сега моментално и на песни, музиката е нешто кое што вие цел живот си го правите, сте доста успешни во тоа. Кажавте Точно дека така. треба да заминете и во Америка. Да, веќе е најавена турнеја. Првиот концерт е во Крам Поинт, Индијана, државата Индијана. Колку време ќе бидете на турнеја? Користам прилика да ги поздравам моите драги колеги Гоце Петрски, Бананата, Владко Гајда, Зоран Далчевски и неговото семејство и сите пријатели во Индијана. Ги броиме деновите. Кога заминувате и колку време ќе бидете? Па за 8 март. За 8 браво. март. Првиот концерт е на 7 према 8. Така, режија може фотографиите за да ги искоментира. Еве гледаме. Мислам дека ова е негде Битола. Да, Битола, пред новогодишни емисии, снимање, покојни мои драги колеги, маестро Ферус и Ице. За жал не издржа во ова корона која што се појави. Овде сме некаде на свадба во Струмица, мислам, да. Приватно или професионално? Веќе морам тоа да прашам, затоа што музичарите не знам колку приватно можат да одат веќе по свадби. Па не, ова е јавно дека е на свадба. Ова слика, користам прилика, Стевче, кој е моментално дојден во Битола, иначе се работи за Стевче Ѓоргиевски, шампион на 5000 метра крос, кој е балкански шампион Така. и моментално е во Битола, кај своите. Користам прилика да му посакам имен ден денеска и го чекам на гости. Поздрав, Стевче. Ајде, ќе ви се јави после емисијата сигурно да се најавите. Секако. дека Ова е со ова е мојот кај нас. драг Зоран Ванев. Добро. Имаме уште неколку, еве. Овде сме новогодишна емисија некаде тука во Скопска околија. Ова кај беше. Гавазова ли е? Не можам јас надале да не гледам. Елена Велевска Велевска. и Орде Неделковски. Супер. Ови се моите драги пријатели од Индијана. Поздрав до цело семејство Далчевски. Ни беа драги гости тука пред известно време, година. Добро. Овде сме исто така кај во Индијана на една убава вечер. Младеновски фамилија, Драган Младеновски Убав и пречегли направи. Горан, поздрав исто до нив. Море, кој ги бираше овие слики? Супругата. Овде се шампионските денови. Тоа е во под Кале, салата беше преполна. Тони Насковски победи и освои балкански шампион. Браво. Штета, ова беше шампион. Ова е мојот најдраг меѓу соработниците Сашко Митковски и моментално соработуваме на нови песни. Поздрав до него, маестрален и голем другар, човек. Поздрав до цело семејство, Саше. Така, одлично. Ова се фотографии кои што ни ги прати сопругата и така. Добар избор, благодарам. Да, малку да видат и нели луѓето со кои се дружите, како се дружите, каде одите. Ајде би сакала од Катерина ако може фотографиите, знам дека имаме повеќе, но ете ќе ги поминеме чисто да се запознаат и гледачите точно што правите, каде повеќе. Добро, ова е не изложба групна каде што ја бев представена со ова дело, меѓу другото, ете да речем, и хобито ми е цртање. Цртање, браво, уметничка душа, А значи. дали може само малку да ве подсетам дека јогата кај Кате ја разбуди и Да, точно, креативноста на полето на сликарството? Да, можам да Браво. кажам дека е та. Кате, што не на кажеш тој ти пат, ова на работа, тој видиш пат. што убав Па слика има. добро, да. Вие имате насртано Да, така? да, Браво, да. насликано. Пред 2 години, Браво, да, браво. насликано. Да, ти ги буди јогата, ги буди потенцијалите.
Ова е на јога одмор сега во Лазаропале, каде што ги носев група на луѓе. Ова е патот кон Соколица и таа прекрасна гледка што имавме. Па голема група има. Па да. Браво. Да, и дечиња и така. Браво, убаво Многу дружење. боја си поминавме, да. Ова е на обуката за учители по јога. Некој ме сликнал. Значи, луѓето кои што Да. се заинтересирани може да те побараат и на социјалните мрежи доколку сакаат Да, да видат секако на- дел од вашите предавања. Така, ова е мајка ми како предава на обуката анатомија и физиологија. Добро. Нешто тие. Добро, имаме размешано фотографии. Ево ова е на свечаното доделување на сертификатите кога стануваат инструктори. Добро. Мислам, мене и мајка ми сме тука, не сме. Ова е нашата фамилија, семејство. Мајка ми, татко ми, Ова брат е ми, јас. момчето. Ова е момчето на мајка ми, Момчето, ова е да. брат ми, да, Така. и Так. така и нив дома. Супер. Да. на некој Одиме понатаму семеен режија. ручек. Се надам дека режијата ќе врти побрзо затоа што да. од госпогата Цветанка Ова сакаме сум да ја ги во видиме. едно од тие напредните асани, да речам, или положби. Браво. Да, и е интересно и за гледање како. Ова е многу ми беше убава фотографија, морав да ја на еден споделам. од суповите, да, сап јога на даска во Грција. Ајде режија. Исто една од тие пози. Да Добро. речам кои што се, можеби вака невозможно, но јас ако можам да ги правам на ова, сум дошла до степен да ги направам. Може секој, значи. Да, може, да, се техники во прашање и така. Режија. Мајка ми, татко ми. Еве го моето. Да, момчето, господје Цветанка, еве го. Е, Сега не сте на кафе дома, излезени Ова сте, беше ама да на го видиме. роденденот Ова е во на Пештани ќерка ми. на роден ден. На 18-тиот, мислам, 18-тиот роден ден на мојата ќерка. Поголемата тја. Супер. Да. Имаме уште, Еве да. ги групата Доделување на инструктори од дипломи, предпоставувам. претходната генерација. Ова, да, да. Свечено доделување Добро. и потсетување на одговорноста што ја носат, нели, и нели, никогаш не завршува тука. Учителите секогаш, тоа е доживотна школа. Јас секогаш ќе учам и понатаму и убав свечен чин. Да. Так. И може уште една попресто. мислам дека има. Ова е исто на еден од јога одморите во Грција, кога се сликаме групно. Многу ми беше убава и оваа фотографија. Да, многу сме Сите среќни, Да, насмеани па и лица. затоа Се што гледа. е тоа така, да. Многу Супер. убаво кога ќе се излезеш од секојдневната рутина и кога ќе влезеш во ваква рутина каде што постојано има некаква активност и вежбање и поврзување со другите луѓе и разговори и сваќање дека не сите се во истото и начини како луѓето си ги менаџираат своите нели секојдневни конфликтни ситуации. Имаме прилика на тие преку работилници да ги увидиме, каде што го активираме мојот сопруг, да речеме, за водство на тие работилници. Вежбањето, дружењето таму, поврзувањето, мислам навистина е убав начин како да си посветиш, да отидеш на одмор, не класичен, и да си посветиш едно убаво внимание кон себе си, а што не е луксус, да речеме. Така е. Имаме фотографија од госпоѓата Цветанка, иако немаме нешто многу време, одете режија, па ќе ги скоментира до каде, одиме до таму. Повелете, госпоѓа Цветанка, дали вие догледувате, затоа што јас не догледувам од Не е одек. проблем со Браво. гледањето, меѓутоа ова е од подалечното минато кога Да. беше по старата ќерка на Кате. Мислам дека ова сме некаде во Грција, во стариот Пантелеймон горе во планината над кампот кај што престојуваме доста летно време. Ова е од скијање исто така од времето кога Скијате вие? па до пред 2-3 години Браво. А Лалда вие? се гледа. Ова е од роденденот на помалата керкичка кога се појави нели Короната. короната. Да, па и, дома ама го прави. таа е родена на 21 март, а карантинот Короната почна на 18 Да. март, 19. Организиран роден ден не можеше да се прави во игротека. Па мора И се ајде, дедо Зоки и баба Цеце, нешто смисливме барем вака да вле. И после тоа, после овој роден ден, значи бараше уште 2-3 години да доаѓаме со балоните и дојде интересно на браво. Илина.
Да. Или да се вика, Или да жива и здрава. Фала на сите да се здрави и живи. Ова е една постара фотографија, каде што ја и мајка ми медитираме на Охридско езеро. Не сум Да, била. ова е Охрид. Да. Преубаво, следна. Овде стои на глава, јас... Браво! Да. Со асистенција. Па, да, во тоа време беше со асистенции, затоа што бевме надвор Не во си природа. стои, како не. Инаку го достигнав врвот, да речем. Врвот, мислам, затоа што таа стојот на глава е една од... Потешките? Па, не дека е од потешките, него дека е со таа положба се постигнува се што е потребно. Значи за баланс, за исхрана на мозокот и така натаму, така да и тоа го правим без проблем. Анти-ејджинг. Ова ми, да, баш анти-ејджинг се гледа. Ова е внукичката? Ова е мојата помала керка, сега веќе не е толку малецка. Значи, активна баба. Па да, може. Браво! Кога веќе е малава, значи сакам да кажам дека човекот треба да учи цел живот. Знаете колку работи јас научив од ова мало суштество. Уште, Како не? значи кога се роди и кога Децава се најголеми учители, така е. се, само што треба тоа да го ние да го научиме и да го почитуваме. За мудростите што доаѓаат од децата, така да е. им дозволиме да дојдат до израз. Така е, јас ми кажуваат од режија дека сме веќе на самиот крај на емисијата и некако многу секогаш брзо ми поминува време, дури мислам дека и немавте доволно време да се изразите сите, да си кажете што е како е. Меѓутоа еве Катја, ти се заблагодарам многу за гостувањето, секој кој што е заинтересиран, меѓутоа кој што сака да биде дел од твојата група, слободно може да те контактира на социјалните мрежи. Ти благодарам многу за присуството. Ти благодарам, Елена. За мене емисијава беше како што мене ми кажуваат, Ката пак траеше 15 минути часот. Ево буквално. Да, така поминува Орца. Благодарам многу и на вас. Поздрав по дома, убава турнеја да си имате во Америка, па ете кога ќе се вратите од Америка, ве чекаме повторно да ни дојдете. Благодарам на поканата. Користам прилика уште еднаш да ги поздравам сите добри луѓе широм светот, живи, здрави, весели и беричет на нова година. Така е, господја И Цветанка. секако до цело студио Канал 5. Така е. Ви благодарам многу и на вас што дојдовте. Се надевам дека имавте убаво прво искуство и дека ќе се дружиме повторно. Точно. Реков, амбиентот е прекрасен, соговорникот врв. Ви благодарам многу. Како да разговараме на вистина за она што треба да се треба, за разговара. суштинските Ви работи. благодарам за поканата. Се надевам Ќе се видиме повторно. како за прв настап добро се однесував. Одлични бевте, ви благодарам многу Нема на да се сите. Почитувани гледачи, останете на Канал 5, ние се враќаме за кратко.